Со пробно пуштање на сигналот на 18 август 2008 година, телевизија Кочани ЛД практично го означи почетокот на своето работење како прва приватна телевизија во микрорегионот од Штип до границата со Република Бугарија. Почетоците беа повеќе од скромни, како од технички, така и од кадровски аспект. Меѓутоа, амбициите и визијата за развој многу брзо медиумот го издигнаа на респектибилно ниво, кој успешно го пополни информативниот мрак кој владееше од 2006 до 2008 година. По двегодишен информативен мрак кој владееше во општина Кочани во периодот од 2006 до 2008 година, на 18 август 2008 година телевизија Кочани, тогаш прва приватна телевизија од Штип до границата со Република Бугарија, ја започна пробно со емитување на сопствената програма. Тоа беа практично и почетоците на првата приватна телевизија во источниот регион, со тоа што за многу брзо време, после оние скромни почетоци, започна период на динамичен развој. Телевизијата се збогатуваше и содржински, и со емисии, продефилираа низ нејзините простори, низ нејзините емисии голем број на млади новинари, но и неискусни новинари, кои ја создаваа информативната програма и кои практично беа оној суштински главен сервис на граѓаните на општина Кочани, а подоцна и на општините Виница, Чошиново, Блешево и Зрновци. И денеска телевизија Кочани по 10 години ги покрива овие 4 општини со постојана интенција да ја збогатува програмата и да биде што попрофесионална во своите информативни и други емисии. Она што е значено да се искаже за овој, да се истакне за овој 10-годишен период, тоа е дека телевизија Кочани ги исполнува во секој момент стандардите на Агенцијата за аудиовизуелни услуги на Република Македонија, што значи дека и според гледаноста и според техничката опременост едноставно работи на ниво кое е неопходно и кое во дадени моменти и ги надминува стандардите за локални телевизии. По една деценија постојање и работа, телевизијата го одржува нивото на професионален медиум според стандардите на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Сепак актуелните состојби во државата и особено во медиумите, меѓу другото и поради предолгото недонесување на законот за медиуми, се закануваат да го загрозат редовното и квалитетно работење. Како го оценувате актуелниот и периодот што предстои? Политичката криза која е присутна во државата во последните речиси 3 години, може би најдрастично се одрази врз медиумите, затоа што подолг или предолг период се наоѓаат во една финансиска и, би рекол, општа криза. Меѓутоа, предизвикот кај оние кои се представници на седмата сила или, како што велат во Америка, на четвртата власт, секогаш е да се биде квалитетен сервис на граѓаните и да се верува дека и за медиумите сигурно ќе дадат многу подобри денови од оние што се сега и дека развојот на оваа дејност ќе продолжи понатаму и можеби уште подинамично, затоа што вообичаена оценка е дека токму медиумите се одраз на демократскиот развој на едно општество. Ние како медиумски работници веруваме дека и државата, и општината, и сите други сегменти ќе го сватат значењето на телевизиите и на локално и на регионално ниво. Како развиена Европа гледа на медиумите, може најдобро зборува примерот во Холандија, каде на локалните и регионалните телевизии им се дава поголемо значење отколку на националните. Или во сите развиени земји како Германија, Франција и другите, каде работењето на телевизиите поради јавниот карактер мошне сериозно се субвенционира и поддржува.